од се, а штом те заборам, забувам се. Сега дај да замижеме, опуштете се и пообидете се да пеете. Го лажам секој нов рефрен. Длабоко диафрагма. Така е. Зошто љубовта се губи, како капка лош парфем, го лажам секој нов рефрен, ќе бидам посилен од се, а штом те зоведам со друг, јас губам се. Сега многу тивко. Го лажам секој нов рефрен, ќе бидеш моја некој ден. Си идеме форте, го лажам. Дајте да видам колку сте љути. Дајте да видам колку сте нервозни. Дајте да видам колку сте нервозни. Што љубовта се губи, како капка лош парфем, Така е. го лажам секој нов рефрен. Извадете го лошото, извадете го. Ајмо. Така е. Прв пат се почувствувавте како банда. Прв пат се почувствувавте како тим. Затоа што имате иста цел, а тоа е музика, тоа е песна. За уште една работа има. Тука се гледа колку сте вие искрено влезени во ова, окей? Така? Значи, секоја песна, која што ќе треба ја одберете, ќе мора да ја чувствувате. Тоа е ваш коментар на она што вие ќе го донесете на сцена. Сите звезди дојда, мој другари. Многу јак момент од вас ми беше, не знам дали беше убитово со Тоша на концертот кој излеговте Ако ви у салата, пееше... у салата, да. Да, јако пееше Вриштев со павите. Тогаш, да. Го прочитавте писмото кое што му го напишав? Не. Сакате да ви го прочитам? Да. Ајде. Ајде, легнете сите долу. И твоето писмо нема никаде да го заборавам, оно што го читаш. Тоа беше добро, тоа. Ајде да легнеме? Ајде да ви го прочитам писмото. Легнете сите, најдете си своја позиција за лежење. Многу себично одберете си ја позицијата, многу себично, многу, не пазете на другите. Каде вие се чувствувате најдобро? Чувај ми место, да бидам по-добро. Супер сте. Не, Алмир, не љубави така. Доле, злато, доле. Долу. Маче? Тргни ја. Не, злато, ама нема да ја постигне. Нема ефект. Сивиот тепи. Добро, чекайте само малце. Да го пронајдеме. Дали може да имаме тишина? Горан, лежи и не ме закачај. Секој октомври, 16-тиот ден во тој октомври ми е со години наназад ист. Сив, безличен, изморен и тажен. Праснуваат на секаде емоции. Го паметам утрото кога ми се јави една новинарка која ќе ја паметам цел живот. Станав и бев сигурна дека е грешка. Сигурна бев. Еден час подоцна веќе не беше се исто. Најстрашна работа е дека имам ексклузивата за последно интервју. Ужас. Понеделник, 15.10, студио Томато. Имавме со Зафирчев закажано 4 интервјуа, неговото беше последно. Секогаш бил привилегиран кога стануваше спор за него во вртелешка, нека ми проста другите. Опасно привилегиран. Тоа утро ми се појавија сите слики со Тодор, како на лента. Беше страшно колку бевме брутално искрени, еден кон друг за сите нешта во животот. Се сеќавам едно случајно налетавме еден на друг, тој во црн джип, BMW, словенечка регистрација, јас пеш, ми беше колата на мајсторчинам, се качив и заедно се возевме низ Скопје. Пеевме колку што може најгласно и улдиво. Јас бев пред мажачка природно возбудена, туку одеднаш ме праша: "Ти мислиш дека оној твојон те сака?" Веројатно од паника и одбранбен став, како од пушка му одговорив: "Да, мислам." Пауза, тишина. Знаеше дека треба да живеам на Рузвелтова 3 и сакаше да поминеме да го види станот. Имаше мајстори, се смееше, влеговме во кола и пак истиот муабет. "Дали си сигурна?" Му велам: "Ама зошто ме прашуваш?" Ми се заврте, ме бакна, ме гушна, ме тргна од себе и ми ја кажа можеби најголемата вистина.
Знаеш како, бејби, нас никогаш нема да не сакаат такви какви што сме. Нас не гледаат како готово пакетче орден. Нешто со што сакаат да се пофалат. Никогаш нема да знаеш зошто е некој со тебе. А ти го сакаш, ме праша? Јас како секоја жена пред свадба, како од пушка, да. Се сврте шерецки, се насмеа, го запали автомобилот и продолжи да ми зборува. Така и е со пријателите. Не знаеш зошто се до тебе. Кога немав за леп, никој немаше до мене освен моите. Кога се враќав нов, подготвен се, околу мене, сите. А да размислиш ти уште еднаш, пак тој се врати со својата мака за мене. Ама ако размислам уште еднаш, ќе треба да те чекам. Се разбира дека пукнавме од смеење. Баш му велам трошоци закажано, не престанувавме со можни сценарија, што би било ако откажам како ќе изгледаат насловните. Поминаа толку години и беше во право. Доктор Тодор. Често знам да говорам сама со себе, со него биваше ли бејби да си во право. Сакаше многу да му се случи љубов, но сакаше тој како замислил, не сакаше проекции на другиот. Да ти кажам дека ми недостасуваш кога се будам, кога слушам твои песни. Мина долго време не зборуваш и сигурно една година слушавме на една бела MP3 само твои песни, така научи да зборува. Ми недостасуваш да го обоиш сивилото на оваа здодевна музичка сцена со честни исклучоци, сами ќе се препознаат оти се мои другари. Ми недостасува твојата широка насмевка со која одалеку ме гушкаше. Ми недостасува твојот прекор, твојата радост, твоето сочно пцуење на неправдите околу тебе. Ми недостасува твоето перчење пред секоја промоција на нов албум. Ми недостасува преслушувањето на песни. Се сеќавам колку ти беше важно да не ти се налутат македонците што ќе пееш на српски и што ќе издадеш албум на друг јазик. Се сеќавам колку ти беше важно да бидеш прв. И работеше. Многу работеше. Веројатно само кога спиеше, не пееше. Ми недостасува твоето јавување на телефон во ниедно време и звукот на клавирот како ми свириш и ми пееш. Боже Господе, колку беше згоден последната вечер. Сериозен, убав, мускулест и тивок. Многу тивок. Уморен сум, ми кажа. Доста ми од се, сите ми изедоа. Можев само да те гледам и да ти климнам со глава. Извини. Да можев ќе легнев пред джипот само да не појдеш. Ти реков 100 пати, ти реков, те прашав и кој ќе вози. Ми рече да не се секирам, а те болеше ногата. Години помина, ова е 8. Ми недостасуваш како првиот ден. Одам често кај тебе горе во Крушево, што да ти кажам, Тодор. Дека спомен куќата е полна со твојата облека, индекси, меморабили и страшно лоши восочни фигури. Но тоа е неважно. Не знам до ден денешен зошто ги нема билбордите во градот. Кај тебе на гроб има секогаш луѓе од секаде, луѓе кои поради тебе го научиле македонскиот и кои само поради тебе мислат дека Крушево е рај на земјата. Има многу работи кои сакам да ти ги кажам. Едно од нив е дека кога ми беше најтешко и кога сакав да се простам од себе си со сериозен пристап и длабоки последици, за време на рехабилитацијата се крепев со тебе. Во деновите на мојата слаба здравствена состојба ти беше до мене. Времето пред тоше и после тоше. Така некако и мојот живот. И да, беше во право, бейб, за се мајку му. Ми остана аменет од тебе да не верувам на оние кои ми кажуваа дека ме сакаат, затоа што тоа не се кажува, тоа се докажува. Ода ми до манастирот. Го прават, бейб. Полека, но убаво. Со чичко ти ќе си направиме муабет со долги паузи. Тешко, бейб, тешко. Ја слушнав песната за рокоперата на Карелич, таа твоја боја, зрелост, сувост на вокалот, таа твоја тага која стана универзална препознатливост. Тодор, те сакам. Не пишувам повеќе. И за ова ми треба 8 години. Мине и Кирил знаат зошто одиме кај тебе. Да го подишам малку воздухот со тебе. Како некогаш. Со љубов, твоја бејби.